Очајот и маката на жителите од неизградената улица во Габрово ги слушна општината. Нивната петиција стигна до Шехтански, па денеска од општината најавија дека иницијативата за изградба на ова улица ќе биде ставена во програма. Иницијативата за изградба на втора нова улица во село Габрово и покрај тоа што не е разгледувана на состанок на местната заедница, ќе биде разгледана од страна на стручните служби во општина Делчево и соодветно процесирана во иднина согласно можностите на општинскиот буџет. Изградбата на улиците по селските средини се градат по претходно утврдени приоритети од страна на местната заедница, тврдат од општината, а од местната заедница во село Габрово најавуваат дека и ова улица ќе се најде во приоритетите за изградба. Ние приоритетите во селото на местната заедница на состанок, приоритетна улица избраме таа. И после редом ги караме другите наредните улици, да се прават и другите. Помагани, сега се направи таа улица и маново долу се прави со асфалт, исто со отпад, сал се поплочува. Наредните години се прави другата улица. Таму уреди се најмалку свет, таму и после неколку година, ту година, пред година, па таму не се направи. И од местната заедница и од општината демантираат дека местната заедница во Габрово е партиски формирана. Оваа местна заедница е избрана и функционира согласно правилник за основање и работа на урбаните и местни заедници во општина Делчево, донесен од страна на Советот на општината со целосен легитимитет. Реакција имаше и од општинскиот комитет на ВМРО ДПМН. Не можеме да ја оправдаме постапката за изнесување на невистини и целосно неосновани информации зад скриени зад превезот на постапката на граѓански иницијативи од поедини граѓани во јавноста за функционирањето на легитимно избраните местни и урбани заедници во општина Делчево, особено ако овие информации доаѓаат од страна на истакнати активисти на СДСМ во минатото, во чии што мандати не се правело ништо друго, освен реализирање на личен и потесен партиски интерес. Стои во соопштението. Инаку жителите од улицата на Ридот 20 години чека да се изгради улицата каде живеат претежно старци и каде нема пристап ниту возило, ниту трактор, а движењето пешки за нив е невозможна мисија. Телевизија Стар го пренесе нивното незадоволство од работата на местната заедница и од општина Делчево.